Вака сега, анкетното прашање ни е дали знаете што значи зборот кокона? Кокона? Не знам, во некој контекст. Остара јајцето. Па, ако бев сигурна за одговорот на ова прашање, веројатно ќе ме читаа негде во учебниците по филозофија. Многу тешко филозофско прашање. Сосема релакс прашање, сосема... Па да, релаксирано, опуштено, да. Да. Па добро, мојте да кажете убодотерана жена. Змија како домашно животно. Дали би чувал змија како домашно животно? Одмак ќе се оградам од прашањето и ќе одговорам негативно, значи не. Од една проста едноставна причина, бидејќи имам огромна фобија од било какви видови навлекачи. Не знам во кој контекст ви е прашањето, затоа малку ми... Анкета правиме, значи секој четврток, минатиот ево Да. Не му се вика среќна на рибар или со среќа, затоа што нема да се врати со добар улов и домакинката ќе остане без умичек. Така да, значи, не му викајте на рибар со среќа, затоа што нема да има добар улов, нема да има риби. Не го знам ни во тој контекст, не сум ни размислил за тоа. Што мислиш за лепо време? Од младоста, од времето кога бев млад, ето тоаш полнолетен и војник, све најубаво. Ни беше некој новитет на југословенската естрада, на југословенската сцена. Живеевме со нејзините песни, колку беа добри или не беа добри, не знам, бум, циле бум и така натака, меѓутоа имаше една многу убава песна, јас сум југословенка. Падне на памет. А? Често пати луѓе го користат кокона, се дотерала како кокона, видија како кокона е. Така? Да. Англиски збор. Зборот сигнификантно во превод значи забележително или значително. Добро, наред, толку беше кратко. Добро, јас мислев дека малку позбавни се темите за тоа. Не. Значи, Александра, дали препишуваше на училиште? Кратко и јасно, да, препишувам. И мислам дека некој што ќе даде одговор не, дека не е доволно искрен. Не можам. Сега постојат различни мистификации во тоа што препознавате под змија. Може да е некоја девојка непријатна вака жена или слично. Меѓутоа, ако е буквално прашањето, мојот одговор е дефинитивно не би чул. Благодарам. Метросексуалец, човек кој што е посветен на себе, на својот изглед, на урбаниот начин на живот. Од оно што јас знам, Котмичевица е област во Охридскиот регион, некај која што по тоа име функционира или се појавува негде 8-9 век. Не, добро, мислам. Тя граматички форми, јас многу повеќе имам терминологија за тоа, меѓутоа не е ни за ова. Так. Е па добро? Не е ни за дискусија, барем литературата што кажува. Так. Во ред, не е проблем. Во ред. Да не ви одземаме уште време.